Команданте! Команданте! Нека е на добро. Што се случило? Команданте, јас имам една молба. Што е, капетане? Сакам прекоманда од Битола. Прекоманда ли? А причина? Приватна работа, команданте. Сакам да се оддалечам од тука. Капетане, вие сте многу сакан учител во училиштево. Дали сте сигурни дека сакате да ве оддалечиме од тука? Да, Јас ви препорачувам уште малку да размислите. Во меѓувреме ве праќам на задача во Истанбул. во Истанбул. Да, до службата за воени затвореници ќе ми однесете документ и кога ќе се вратите повторно ќе зборуваме за ова. Разбирам. Си заминувате ли, господине? Да, си заминувам. Рано си заминувате. Ќе имам гости. Пријатна вечер. Пријатно. Мамо, убави ли сме? Многу сте убави. И ти изгледаш прекрасно, мамо. Да си ми живо, душиче мое. Сега слушнете ме добро. Те слушаме, мамо. Вие знаете дека вечерва кај Чичко Дилавер ќе дојдат многу важни гости. Знаеме. Јас барам од вас да се однесувате добро, да бидете безгласни за време на јадењето и седите мирно. Добро? Добро, мамо. Браво за моите лавчиња. Ајде сега одете таму. Ајде. Хатидже, ајде одма да јадеме и да одиме. Хасан, зашто ме брзаш толку многу? Еве ја поставувам Постави ја масата. Хатидже побрзо и на Хусмен му се јаде. Хасан, воопшто не те разбирам. Прво те немаше цела недела, а сега ми велиш да побрзам. Што ти е тебе? Еј па, ми недостасуваат мереми момчињата. Ајде. Масата сте ја подготвиле многу убаво. Да ви се познат од рацете? Да сте ми жив. Се тоа го направивте сами? Не. Имав 5 помошници. Браво, бе, деца! Да ти се позлатат раците, дедо. Многу е убаво. На здравие, бе, внучко. Хајде, кажу, бе. Што да кажам? Кажи што ти е на ум. Што знам, бе, дедо? Жал ми е за малата Зарифа. Знаеш ли што ми рече денес? Што ти рече? Не оставај ме, рече. Тогаш не ја оставај. Како да не ја оставам тогаш? Ние ќе ја чуваме малата, бе, море. Ние двајцата сме возрастни. Зарем не можеме да чуваме едно девојче? Така велиш? Така ти велам. Од сегогаш сум сакал да имам една внука. Да си жив, дедо. Да си жив. Ти залудно се мачеше, бе, море. Си мислеше дека јас не знам што имаш на ум. Тогаш, утре рано ќе одам да разговарам со муфтијата, а? Може? Оди, разговаре. Утре рано ќе одам. Ти благодарам, Боже. Ајде, Хатидже, да одиме. Ај, Хасан, најпрви да соберам масата, да избришам па потоа. Подоцна ќе собереш и расчистиш, ајде да одиме. Хасан, да Меријан нема да ни избега, зошто ме брзаш толку? Ајде, одма да одиме и да се смириме. Подсетиме кога ќе одиме, да наминиме од чаршијата да купиме таза лук. Чаршијата е одамна затворена? Јас ќе зборувам со Рамазан Ефенди, ќе отвори, ајде да одиме.
застани да земам нешто за Хусмен. Ајде, Хусмен. Господинот Делавер се замина, командант. Како заминал? Да, рано си замина, рече дека имал гости. Важно ли е? Дали е нешто важно? Мерси. Господине, јас пред еден месец гледав една представа во Истанбул. Представата беше адаптирана од познатиот француски писател Молиер. Моншер. Тоа беше прекрасно дело, прекрасно. Дали помните колку многу представи сме гледале заедно во Истанбул, господине Делавер? Да, бевме неколку пати. А каква е вашата врска со театарот, госпоѓо Меријам? Мојата ли? Понекогаш Рами Сага и брат ми не го изведуваа Караѓас. Брат ми свири на зурла, Рами Сага пак удира на тапан. Здравје, Дима женички. Се е многу убаво. На здравје. Дадичке, дојдовме да те бакнеме. Дојдете. Да те бакнеме? Бакнете ме. Дедо Вахиде, ти повеќе нема ли да се смееш? Дадо, ти нема ли да се смееш веќе? Само ќе плачеш? Не знам. Ние ли ја расплакавме дедо Вахиде? Ве благодарам. Имаш еден многу познат кројач во Ресен, господин Пол. Веројатно сте слушнале за него, кај него го шиев. Кројач рековте? И мојот брат е кројач. Колку убаво. Какво е вашето мислење за модата, госпоѓо Меријам? Мода? Што е тоа? Дојдете со мене. Зашто се смеат, мамо? Тебе ли ти се смеат, мамо? Не е ништо, душички. Децата се во право, Меријам. Прашајте господја Магмуле, деца. Зашто се смеете? Јас... Ова... Зашто се подсмевате на мама? Господине Дилевер, се надевам дека нема да дозволите повеќе од ова. Децата ве прашаа нешто, Макбуле. Што се случува, Дилавер, до Бога душо? Моите деца ви поставија едно прашање. Очигледно е дека и тие, како и мајка им, не ги научиле правилата на добро однесување. Што ме така? Тогаш јас ќе ви одговорам на прашањето, деца. Да, тие се смеа на вашата мајка. Се смеат затоа што таа не е градска жена како мајка ви.
Во иднина и вие ќе се среќавате со овакви луѓе. Бидејќи овие луѓе уживаат да си поигруваат и да се подсмеваат со луѓето кои се поразлични од нив. Ама немој да го заборавите ова. Без разлика на моќта, знаењето, вклучувајќи ја и културата на однесувањето, што го поседувате, не треба да го користите тоа како средство за притисок врз другите. Ова е најдобриот пример за недолично однесување. Ја бараме вашето дозвола. Душо? Седнете. Жал ми е, господине Дилавер. Добро е. Всушност, мене ми е жал што ве стави во оваква ситуација, господјо Мерјам. Вратата беше отворена Ви и... донесовме локуми, му кажав на Рамазан, ја отвори продавницата и го зедов најскапиот локум. Добро дојдовте. Добро дојдовте. Христо вели дека осмалиите ја добиле војната со Грција. Мисла дека се силни. Ќе сакаат да ни ги здробат главите. Аха, ќе ни ги здробат, да. Така. Ако е така, тогаш со сите наши сили да се нафрлиме врз нив. Добро велиш, брате. Ама да му кажеме и на Кристоф. Тој колку што направи за нас, ние да направиме уште повеќе за него. Го ред ли? И тој ова го сакаше, Димитри. Како сака, така ќе биде. Ми недостасува овие планини. Ми недостасува. Од утре почнуваме со зулуми. Сега и тој маскираниот гори во пеколот. Умре! Умре! Така е. Ама камо среќа јас да го убиев него, Иван. Јас да го убиев него. Војче да видеше како Чичко Дилавер ја засрами жената. Што и да си направил, добро си направил. Браво, зете. Да ти се подлат и рацете и устата. Ти оди види кој, јас ќе одржам. Благодарам. Хусмен? Земи Хусмен. О! О, машала. Машала, машала. Господине Кајмакам, Команданте? на единицата која ја испративме да ги однесе затворениците, направена им е голема заседа. Димитри и другите затвореници избегале. И сите наши војници. Да? Сите се убиени, господине. Нечестници. Убици. Завршивте ли со читање, Џабар Ефенди? Нели гледаш дека уште читам? Читањето не ми пречи, Џабар Ефенди. Од светлото не можам да спијам. Господи Бедија, овој вестник јас не го добивам секој ден.
Еднаш месечно го добивам или не го добивам? Ние така ги следиме работите што се случуваат во светот. Утре наутро читајте го тоа. Бедија, ке мора да бидете малку стрпливи. Значи, јас 45 години овој вестник си го читам во кревет. И немам намера сега на овие години јас да се менувам. Толку! Така ли? Така. Сега ќе видиш. Што правиш, господјо Бедија? Зошто ја угаси лампата? Зошто ја гасиш лампата, господјо Бедија? Ве прашувам, господјо Бедија, зошто ја гасиш лампата? А? Што правиш така, господјо Бедија? Си ги затнувам ушите, Џабар ефенди, со памук. Ем со памук, ем со шамијата, оти многу рчите и не можам да спијам. Јас не крчам! Рчите. Командире, сакам веднаш да ги мобилизирате сите наши војници и веднаш да ги фатите убиците. Ниту еден рит, ниту една пештера, ниту една падина да не остане непребарана. Околните села да ги информирате за нивното бегство. Ако некој нешто разбере, нека ни извести. Не грижете се, господине. Јас лично ќе ја спроведам потрагата. И јас ќе дојдам со вас. Ќе бидам во првите редови. Смири се, Хасан. Командантот Джезми и војниците ќе направат се што е потребно. Веднаш да се испрати телеграма. Веднаш да се испрати телеграма до битолскиот вилајет команданте. Како што ќе наредите, господине. Фатма, Кажи. мојата Вахиде е подобра, нели? Така е. Фала му на Бога и мене ми се чини дека е подобра. Дај Боже со време да биде подобра. Така велиш, ама љубовна рана целосно не заздравува. Е, така е. Не заздравува целосно. За поминување не поминува, ама ќе стане пепел. Така е. Ама левата страна ќе ти се распарчува. Ќе гори, пепел ќе се стори. Колку добро момче беше Мустафа. Нека почива во мир, Боже. Нека почива во мир. Ајде, добра ноќ. Ајде, добра ноќ. Фатма. Што? Ламбата. Рамис, Кажи. ти ламбата. Почитувам помошник Валја, господине Кристоф. Како последица на вашата дадена наредба за префрлање на арамијата Димитри и неговите луѓе од Песочан во Битола, нашите војници се жртва на подмолна засада. Сите наши војници се убиени, а Димитри и банда арами успеале да избегаат. Информацијата ви ја доставува кајмакомот на Песочан Дилавер. Легнав на десна, се свртев кон лева. Сите ангели се свидоци на нашата молитва. Боже, заштити го и дај му здравје на нашата сестра Вахиде. Излекувај ја Вахиде, насмевни ја Вахиде, да не дагува Вахиде, израдувај ја Вахиде, врати ја во живот Вахиде.
Капетане, Молам, Хајати. да ви го земам куферот до станицата да го однесам. Нема потреба, Хајати. Да си ми жив. Ама, капетане. Нема потреба, реков. А кога се враќате од Истанбул, здравје? Не знам, Хајати. Може би никогаш. Ајде, остани ми со здравје. Благодарам, капетане. Добро утро, дедо. Добро утро. Одиш ли? Одам. Ако доја децата, кажи им да влезат. Учителот брзо ќе се врати. Добро, ќе им кажам, ајде. Млекар! Хасан! 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 Хасан, реков! Што се случува, татко Рамис? Добро утро! Добро утро. Добро утро, татичка. Добро утро, Хатидже! Добро утро, внуче мое! Дојди да те бакнем, дојди, Хусмен. Што направи? Им се извини? На Мерием и на момчињата и на кајмакамот на Чичо? Да, татко Рамис, на сите им се извини. Добро направено. И ова ти доликува, Хасан. Хасан, што се случи? Што си намуртен, па само нешто ми тувкаш? Немам добри вести, татко Рамис. Зошто не се добри? Што се случило? Знаеш за Арамијата Димитри? Знам, тој е во занданите на Песочан. Веќе не е. Не е? Избегал. Избегал? Не се случило така, тато. Ги префрлиле во Битола. А другите арами ги фатиле нашите војници во заседа и ги убиле. Ги убиле кутрите војници? Сите. Сите? Добро утро, муфтија. Добро утро, Алекс. Дојди внатре. Не, имам часови. Така ли? Сакаш да ја видиш Зарифе? Не, сакам да зборувам со тебе за Зарифе. Кажи, те слушам. Зарифе? Ти зошто не дојде на училиште? А? Ајде трче кон училиштето. Јас ке зборувам со муфтијата Ефенди. Веднаш ке дојдам. Добро, слушам, зборувај. Внимавај. Нема да се вратам додека не ги фатам. Налево! Напред марш! Одиме. Кој ја издаде оваа наредба? Јас ја издадов, господине. Која е причината да ја издадете? Поголема безбедност има затворот во Битола. Вашата грешка ја плативме со животи на 6 војници. Јас бев овластен и го направив тоа. Одите премногу напред, Христоф. Ако немате уште нешто да ми кажете, барам дозвола.
Вакво нешто не е возможно. Зошто да не е возможно? Јас сакам да посвојам девојченце кој е станало без мајка и без татко. Ти христијанин си Да, или не? христијанин сум. Зарифе е муслиманка. Ма што ако е муслиманка? Ти да не си го изгубил умот? Во шеријатот вакво нешто нема. Па муфтиот ти изгледа не ме разбереш. Како да сакам да направам зло. Немој да викаш кога зборуваш со мене, Алекс. Ти реков дека не е можно. Зарем сакаш да оди во дом за сираци? Јас не можам ништо. Ете така. Еве. И јас сакам да ги пружам, мамо. И ти сакаш? Ајде, добро, дојди тогаш. Ајде, ајде. Охо, ајде, браво. И јас сакам да пружам, мамо. И ти сакаш, а? Ајде, почекај да те кренам, браце. Ајде. Ајде, да Се те прашувам. видиме, Дај ми го ајде. тоа. Дојди. Тоа дали Браво, пристигна? браво. Што? Тоа. Што? Абе тоа, разбери. Што? Не разбирам. Доаѓа, еде. Што? Зошто така го влечеш детето? Ништо, мајко, само се шегуваме. Се шегуваме ли? Оди. Навистина не можам да разберам. Не разбирам. Ништо не разбирам. Сакам да му помогнам на муслиманско девојче. Ми вела дека правам лоша. Останала сираче, без никаде и без никого. Што има лошо тука? Што има лошо тука? Молам. Мислиш дека Алекс го примил писмото? Не знам. Зошто не знаеш? Од каде јас тоа да знам? Точно. Од каде да знаеш? А го испрати писмото, така? Го испратив, да. Како што рече ти. Напишав дека го испраќа учителот Мамут Спанакјот од Песочан. Така напиша, сигурно? Така е. Дај Боже, да е пристигнато. Не знам, не знам. Зошто сега ми правиш вака? Зошто ми го расипуваш кејфот? Ама не знам сега од каде јас тоа. Што се случи вече до? Христијан муслиман, дедо. Христијан муслиман. Ајде на место. Отворете ги тетратките. Што е тоа, Зарифе? Писмо. Ова е за мене? Што е ова, деца? Писмо. Кој го донесе ова? Поштарот. Го немаше дедото, па нас ни го даде. Аха, за синот на Михаел Алекс. Од учителот Мамут од Песочан. Да не е нешто на Зарифе. Тетратките ги отворивте ли? Отворивме. А? Алекс, јас сум Зарифе. Научив да читам и пишувам. Спанакјот намик ме научи да читам. Тој знае да чита и да пишува на 4 јазици: турски, македонски, грчки, бугарски. Не знам дали ова што го праваме погрешно, ама знам дека помеѓу мене и тебе има големо растојание. Ова што го правиме сигурно не е грев. Дали знаеш, понекогаш си мислам, може би и двајцата го гледаме истото заоѓање на сонцето, во ист момент може би. Така си мислам. Може би сега гледаме во иста месечина и исти звезди. Истите звезди ги гледаме. Ем сме далеко, ем сме близко.
Ама далеко сме за Рифе. Многу далеко. Колку два народи сме далеко. Благодарам, капетане. Нема за што, паша. Како поминавте на патувањето? Бидејќи документот беше многу итен, од Солун во Истанбул дојдов со брод, паша. Ама малку настинав, знаете, морскиот воздух. Ако е така, да не ве задржуваме повеќе. Одете, одморете се. Како ќе кажете, паша?